И Битола се вклучува кон акцијата Македонија без отпад 2016 година, која оваа сабота се спроведува на територијата на цела Македонија. Оваа акција има за цел да го исчисти отпадот кој што се наоѓа на несоодветни места во околината, но од друга страна има за цел да се подигне свеста на населението за правилно управување со отпад. Да кажам дека во акцијата која што ќе се одржи оваа сабота ќе се вклучат голем број на граѓани, но од друга страна голем број на граѓански издруженија од градот, но подетално на оваа тема разговараме со извршниот директор на Младинскиот културен центар во Битола, Златко Талевски. И вие се вклучувате во акцијата Македонија без отпад. Еве поконкретно за Битола, кои мерки и активности се предвидуваат за сабота? Во сабота, општина Битола ќе биде вклучена во акцијата со механизација на чистење на 11 евидентирани диви депонии, кои се наоѓаат во и околу градот. Она што ние посебно сме заинтересирани и упатуваме повик до граѓаните да ни се приклучат, а тоа е граѓанската акција која ќе се одвива во сабота со почеток во 10 часот. Збирното место е паркингот пред спортска сала Младост. Значи, очекуваме голем број на граѓани да ни се придружат и да го исчистиме потегот од влезот на касарната во Битола, над ридовите кои се на касарната и се до болницата во Битола, значи еден потек на кој со пешачење, со рекреација, меѓутоа и со физичка работа, собирање на отпадот, ќе се вклучат граѓаните. На тој начин очекуваме оваа акција за 2 до 3 часа тој дел од градот да биде исчистен. Зошто го одбравме тој дел од градот? Затоа што таму нема пристап за механизација и сметаме дека тоа ќе биде една добра можност и да се дружиме и да работиме заедно и на крајот на криштата да го исчистиме тој дел од градот од отпад. Така, во секој случај нели целта е и таа да се исчисти отпадот кој што се наоѓа на несоодветни места во околината, но од друга страна да се подигне свеста на самото население за правилно управување со отпад. Еве, од досегашните искуства, каква е свеста на самите граѓани за управувањето со отпад? Па сметаме дека многу треба да се работи на подигање на свеста. Овие акции се добре дојдени, ова исто така и глобална акција. Македонија се вклучува во заедно со уште 150 земји во светот. Се надеваме дека ова ќе прерасне во традиција и наредните акции ќе има што помалку отпад за собирање, бидејќи свеста на граѓаните ќе биде зголемена. Она што загрижува е што најчесто ваквите акции имаат ефект, се собираат тони ѓубре, меѓутоа наскоро пак тие диви депонии никнуваат во градот. Со ова сакаме да упатиме порака да се намали таа негативна пракса, граѓаните да станат свесни за својата околина, за својата животна средина и секој лично да даде придонес што помалку отпад да има на несоодветни места. Така, ви благодарам премногу за овој разговор. Ова нека биде уште еден апел до сите граѓани да се вклучат во глобалната акција Македонија без отпад 2016 година, која што оваа сабота ќе се спроведува на цела територија во цела Македонија, а која, како што кажав, има за цел да се исчисти отпадот кој што се наоѓа на несоодветни локации во околината, но од друга страна да се подигне свеста на населението за правилно управување со отпад.